Македонски медиа сервис. mms.mk. Моја општина. Радовиш почна акција за организирано собирање, транспортирање и депонирање на сметот од руралните населби во општината. Акцијата почна во понеделникот од селото Ињево, едно од најголемите села во општината Радовиш, кое според последниот попис од 2002 година имаше повеќе од 1600 жители. Во населбата, Радовишкото јавно комунално предпријатие Плаваја постави 10 контейнери за смет, а на повеќе места жителите на селото, ученици и вработени во Плавја, спроведоа акција за собирање на сметот. Им се придружија и градоначалникот на Радовиш, председателот на Советот на општината, членови на раководството на местната заедница. Советот на општина Радовиш едногласно донесе одлука за организирано собирање, транспортирање и депонирање на сметот на депонијата во Радовиш. Општина Радовиш заедно со локалната самоуправа како и Советот заедно со јавното комунално предпријатие Плаваја донесена е одлука да сета ова организација биде спроведена во сите населени места, рурални населени места. Мислам дека јавното комунално предпријатие ќе смогне сили, а секако ако треба Советот на општина Радовиш ќе донесе и дополнителни мерки, финансиска поддршка на самото комунално предпријатие за да може оваа акција да биде спроведена, реализирана во сите рурални населени места. Вакви активности се спроведувале после повеќе од 40 години. Денес сме овде заедно со граѓаните на село Ињево да започнеме на еколошка акција во организација на општина Радовиш и јавното комунално предпријатие Плаваја. Сакам да напоменам дека ова акција денес што ја преземаме за подигање на јавната свест на граѓаните, како почетно село е земено селото Ињево, и нашата цел и нашите планови во иднина заедно со комуналното предпријатие да организираме такви еколошки акции во останатите населени места, исто така во општина Радовиш. И досега имало еколошки акции за расчистување диви депонии на територијата на општината, но отпадот потоа многу брзо се враќаше. И самите се сведоци дека чистиме повеќе пати на потегот планината Плачковица веќе следниот ден, бидејќи има подобро место, поголема површина се ствара уште поголема депонија. Сега сум информиран и лично знам дека се преземаат и казнени мерки, но за жал не се реализираат. И затоа јас апелирам до институциите одговорни за овие прекршочни пријави да ги реализираат на време, а со тоа јас мислам дека и граѓаните ќе видат дека се преземаат мерки и свеста кај граѓаните самоиницијативно ќе почне да се подига на повисока свест. Тој на Ванчо Георгиев, еден од најодговорните жители на Ињево кога е во прашање екологијата, кој редовно го одржувал и чистел својот двор и околината, му подари мајца од еколошката акција. Имаме како на сите места и кај нас има многу диви депонии. Така да самите граѓани вршат притисок врз местната заедница, врз локалната самоуправа да мора да се најде решение со подигање на смето. Пред неколку дена се лоцирани неколку диви депонии и затоа денеска ќе бидат исчистени и контейнери се поставени на места кај што се посетени, кај што можат луѓето фреквентни да го подигат смето. Моја општина. Македонски медиа сервис. mms.mk.